деца, оставете, моли ви све, прва, втора, трета група. Веднаш Чекај јас. Чекај, јас. Брзо. Симулиравме дека имаме елементарна непогода земјотрес и учениците се евакуира надворно безбедно. Ова е една редовна вежба да ги подготвиме учениците за безбедно да ги евакуираме од училиштето доколку не дај Боже се случи некоја елементарна непогода. Задоволен сум максимално. Мислам дека има некои ситни пропусти, али тие се во 1-2%, значи статистичка грешка. Сметам дека ова треба многу често да се повторува, бидејќи требаме да бидеме подготвени во секое време како да реагираме. Значи, покрај тоа што ги едуцираме децата како да реагираат во непредвидени ситуации, ова знаење може да го пресликаат и во други животни ситуации. Така да, добро е вакви вежби да бидат континуирани и чести, за да ги подготвиме децата за нормално функционирање во криза. Предавања имаме многу често, значи ние имаме ПП апарати кои треба да ги научиме како да ги ракуваме со нив. Потоа имаме наставници кои се компетентни да пружат прва помош, значи имаме изреализирани обуки за прва помош, бидејќи учениците секако без разлика дали сме во кризна состојба, ние мораме да им дадеме прва помош и во други ситуации. Значи вклучени се сите релевантни институции во воспитно-образовниот процес. Се помина безпрекорно, помоцта траеше 2 минути, така да немам заберки.